До 31 август земјоделците можат да побараат техничка помош од подрачната единица на Министерството за земјоделство за да го запазат рокот за аплицирање до 15 септември. Од 1 септември барањето ќе се поднесува по електронски пат без доставување на документи, а врз основа на претходно евидентираните податоци во регистарот на земјоделски стопанства и регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни. По дефиниција, субвенциите се една доходовна подршка за земјоделците, без кои сепак земјоделците, значи тој доход што го остваруваат е многу мал од нивното производство и ова треба да придонесе за негово подобрување. Се дебатира често пати на темата на субвенции, дали тие имаат развојна или социјална компонента. Искрено ќе кажам дека иако најголемиот дел од буџетската подршка оди за субвенциите, сепак тие не толку придонесуваат во менувањето на структурата, бидејќи за тоа постои друга програма, тоа е програмата за рурален развој, каде што се структурните фондови, она што значи 50-50 кога им даваат механизација на земјоделците и така натаму. Чи прашањето е секогаш треба да се измери колку треба да изнесуваат субвенциите, колку треба да изнесува делот на руралниот развој. Одгледувачите на говеда, овци, кози и пчели пред поднесувањето на барањето треба задолжително да ја проверат и по потреба да ја ажурираат состојбата на животните во ветеринарното друштво со кое има склучено договор. Постапката за поднесување барања за директни плаќања е иста како и претходната година. Ако сакаме да зборуваме за некој посериозен развој, треба да го зголемуваме процентот за програмата за рурален развој, што исто со стратегијата до 2020 година за развој на земјоделството е направено. Дека они ќе стигнат 1/3 некаде од вкупните тие 150 милиони. Во моментов тече рокот за аплицирање на субвенции за растителното производство и тоа за пододелски и градинарски култури, за одржување на овошни и лозови насади, како и за производство на сертифициран семенски и саден материјал. За сточарското производство се поднесуваат барања за одгледување на говеда, овци, кози, свињи, пчели и живина.